Нема одмор додека трае европското првенство. Одиме со надпреварите во петок. Имаме 3 надпревари. Првите 2 меча не се нешто вау, ама третиот надпревар е големо дерби. Ајде одиме со ред. Прв надпревар Словачка, Украина. Што се деси тој ден кога одиграат овие две селекции во првото коло? Ги напунивме кладилниците. Словачка уствари го приреди најголемото изненадување во првото коло на европското првенство. Ја тепа Белгија 1-0. Добро, Вар му поништи 2 гола на Лукако, ама Словачка одигра добро. Сега, кога сме кај Вар, на овој надпревар ја видовме новата функција на Вар. Топката дизајнирана од Adidas со која се игра европското првенство во себе има детектор кој го следи секој допир и податоците се испишуваат во облик на линија. Станува збор за нешто слично на EKG, а гледачите има можност да го видат и во преносот. И до каде отиде технологијава во фудбалот? Сега усвари логичното прашање што треба да го поставиме, што е следно во фудбалот. Украина е можеби најголемото разочарување. Беа фаворити со романците, ама романците им одржаа фудбалска лекција, класика, победа од 3-0 и што да се каже за тој надпревар? Романија газеше. Усвари играа овие украинци, ама Романија даваше голови. Нит Мудрик, нит Зинченко, сега да не ги набројувам сите со ред. Катастрофа. Прашањето е дали ќе успеат украинците да се вратат токму против Словачка која што е на 7 небо. Како одиграа во првото коло би рекол Словачка тепа. Ама сепак мислам дека ќе биде нерешено. 1-1. И додека го снимам видео ми стига информацијава. Као после надпреварот имало жесток состанок помеѓу репрезентативците. Шо вика? Новинарите на германски Bild објавија дека селекторот Сергеј Ребров не бил присутен на состанокот затоа што го избркале голманот Андреј Лунин и дефанзивецот Олександар Зинченко. Чучу кринци не се нормални мислат во војна дека си на европско. Втор надпревар. Полска, Австрија. Надпревар кој е тешко да се прогнозира. Двете селекции загубија, ама не разочара. Полска беше одлична со Холандија и да не забораваме дека не играше Левандовски кој што сега би требало да биде подготвен за настап. А против Холандија токму тоа им недостасуваше. Креираа шанси, ама немаше кој да даде гол. Јас очекував лесна победа на Холандија. Знаеш, си викам не игра Левандовски, тоа е тоа, али се тресев до крај. Австрија одигра добро со Франција и многу скршија носот на Мбапе. Шала на страна, но нема многу што да се каже за австриците. Тоа што го кажав во првото видео, Австрија може да биде големо изненадување. Како одигра со Франција, ако одиграат така, сега на наредниве надпревари со Полска и Холандија, може да одат во следна фаза. И на крај французите тепал со еден несреќен автогол. Една работа е јасна. Оној што ќе изгуби на овој надпревар, ако има поразен, ќе ги изгуби шансите за пласман во следната фаза. И јас мислам дека сепак Австрија ќе тепа. 1-2. Одиме со дербито на денот. Холандија, Франција. Епа, време е за големо дерби. Одма сам да кажам, Холандија тепа, ама реално се мачеа со Полска. Мада и Франција се мачеше, како што кажав, со Австрија, ама ќе биде тешко. Го видовте ли Мбапе? Пред надпреварот на Франција зборуваше за политика. На теренот одново беше во центар на внимание, но не поради некоја фудбалска магија, туку поради однесувањето. На крајот на надпреварот заработи повреда на носот, му го пукнаа носот. Поради што беше изваден од игра, но имаше и неспортски обид за задржување на време. Прво одеше на средишниот дел од теренот наместо на надвор, заедно со лекарите. Потом Мбапе најнаш повторно влезе на теренот и легна сакајќи да задржува време. Нормално доби жолт картон, ама си задржа време. И на крај на Твитер ги прашува навивачите каква маска да носам до крај на шампионатот. Да, првенството ќе го одигра до крај со заштитна маска. Да се вратиме на дербито. Холандија доби неочекуван херој. Вегхорст влезе во игра во 81 минута и само по 2 минути игра постигна гол за победа. Джокерот на Куман усвари така влезе во историјата на својата земја, откако по 2 минути и 24 секунди стана стрелец на гол, што е најбрзо досега за резервен играч во дресот на линијата. Ако ви текнува, Вегхорст влезе од клупа на надпреварот со Аргентина на светското првенство во Катар во четвртфиналето и постигна 2 гола, иако на крај Холандија го изгуби надпреварот во продолжение. Што значи, сега може да биде прв тим. И да, имам уште една фаца во Холандија, ама фаца. Ако не следите на социјалните мрежи, сигурно сте ја виделе сликава. Го нема Лев, ама го имаме неговиот заменик. Куман, страшна работа. Ќе биде интересен надпревар и се е можно. Јас сакам навивачки да кажам двојка, тепа Холандија, ама сепак ќе кажам 1-1. Дечки, доста е за денеска петок. Одиме утре со ново видео, сабота недела, нема одмор. Не чекуваат уште многу интересни надпревари. Следете на социјалните мрежи, на Instagram, на Facebook, ставите subscribe на YouTube каналот BMG Network и бидете во тек. Се гледаме.